беше најавено дека ќе почнат преговорите на работните групи во измените на изборниот законник. Која е позицијата на ВМД? Ние преговаравме и пред парламентарните избори, ќе преговараме и сега повторно. Прво што треба да се направи е сериозен однос од страна на владата да се обезбедат терминалите за отчитување на отисок од прст, да речеме. Соседна Албанија веќе ќе ги применува тие терминали на следните избори што треба да се случат во април. Процедурата ја отпочнали и ја завршиле во рамките на 3 месеци. Ние апелираме веќе 1 месец да се отпочне таа процедура која што е законско решение. Членот 108А многу јасно кажува дека на следните локални избори гласањето треба да биде со помош на овие терминали за отчитување на отисок на прст или познати во јавноста како фингерпринт терминали. Во рамките на октомври месец претходниот претседател на Државната изборна комисија до министерот за финансии побарал средства за да се набават овие терминали. Не добил одговор. Овој новиот претседател на Државната изборна комисија, кога што успеав од медиумите да слушам, повторно побарал, добил одговор дека парите ќе бидат обезбедени во ребалансот, но дали ДИК е подготвена да го спроведе законот. Сега знаете, тоа е исто како да ве прашаат дали вие сте подготвени на црвено на семафор да застанете или да продолжите. Се знае, има правила, има закон, има устав во оваа држава. Ако е тоа закон, треба законот да се почитува и да се применува. Така што веднаш ги повикувам институциите надлежни да излезат во пресвет на Државната изборна комисија и ова што е законско решение за кое што гласале сите парламентарни политички партии да биде операционализирано. Тоа е прво. Што се однесува до политичките преговори во рамките на изборниот законник, тие би ги поделил и би ги поедноставил на неколку дела. Тоа се политички преговори околу една изборна единица со цензус, односно праг кој што треба определена структура да го освои. Вториот се преференцијалните листи кои што веќе би се применувале на следните локални избори за листата на советници. Понатаму тука е изборот на градоначалници во прв круг, гласањето на диаспората и препораките на ОПСЕ и ОДИХР. Преговорите ќе почнат, ВМР-ДПМН е подготвено, има своји аргументи за секој од овие точки и очекуваме со владиното мнозинство да се договориме и навистина да ставиме точка на ова решение.